Разни моćници, авторитети во образовни институции сексуално злоупотребуваат или малтретираат девојки, ученички, студентки, а институциите не превземаат ништо. Жртвите молчат за да не бидат обвинети дека сакаат да им го нарушат угледот, а и средината и системот тоа го премолчуваат. Тоа ни сопствениот пример го опиша Ирена Цветковиќ, доктор на науки од областа на родовите студии и директорка на Коалиција Маргини. Поделив свое лично искуство на сексуално вознемирување од страна на мој професор на факултет. Јас сум феминистка и тогаш сум се сметала за феминистка, меѓутоа на тие години не сум ги имала овие механизми што ги имам сега, да направам нешто повеќе. Решив да разговарам тогаш со една друга професорка, да и се доверам неа. Советот од таа професорка беше: немој да го пријавуваш професорот, веќе има 8 пријави против него во деканат, и онака ќе оди во пензија. На таа возраст јас си поверував дека тоа е најдоброто решение. Сега се каам, но доцна е. По светското движење МиТу за секс злоупотреби 2017 година, 3 години подоцна, регионот кај нас се запали откако српската глумица Милена Радуловиќ го пријави наставникот по глума Мирослав Мика Алексиќ дека ја силувал на 17 години и тоа го правел повеќе пати додека учела во неговото школо за глума, пошто излегуваат на 20 пријави од ученички. Најпотресно е сведоштвото на една девојка која го обвини дека ја силувал секој вторник 7 месеци поред. Зошто молчеле досега? Жртвите не се осудуваат да зборуваат за сексуално насилство, затоа што фокусот ретко е врз насилниците, а наместо тоа е на самите жртви, објаснува Цветковиќ. Па се испитува зошто не кажале, дали лажат, дали можеби сакаат да го уништат човекот и така натаму. Тоа е едната причина. Втората причина е затоа што во нашите општества недовербата во институциите на системот е голема. Да се биде жртва на сексуално насилство и да се влезе во систем и да се раскаже истото, представува еден огромен чекор кој што бара и како спремност на жртвата, на жената, не само нејзина лична спремност, туку и спремноста на целиот систем да ја заштити во овој процес. За жал, кај нас, а и во многу земји од светот, тоа е wishful thinking за жртвите. И третата причина која што најчесто се наведува е стравот. Стравот дека ќе се наруши имиџот во средината на жртвата, дека ќе биде жигосана до крајот на својот живот како некоја што била силувана, и стравот од насилникот дека е моќен и дека може кога сака, колку пати сака да го повтори делото. Но глумиците се сплотија во групата Ни сам тражила и почнаа да споделуваат брутални приказни за сексуално малтретирање од авторитети на кои не можеле да се спротистават. Кај нас хаштагот "Сега кажувам" на Коалиција Маргини пред 2 години охрабри стотина жени, интелектуалки, јавни личности да раскажат лични искуства и со тоа дадоа до знаење дека сексуалните насилници ги има во образовните институции, меѓу професорите, наставниците, глумците, режисерите на работните места. Овие движења покренаа лавина во регионот и охрабрија многу девојки, многу жени, јавни личности да кажат дека биле сексуално злоупотребувани, но и зошто молчеле. Една од причините зошто жените молчат е дека системот не ги казнува насилниците, вели Румена Бужаровска, писателка и професорка на Филолошкиот факултет. Кога се случи ова МиТу движењето, се повеќе и повеќе жени почнаа да пријавуваат низ светот. Ние пред 3 години го отворивме "Сега кажувам". Тоа не беше со цел "Сега кажувам" за ние со прст да покажеме кон еден насилник, бидејќи насилниците се многу и системски се. И тоа покажа дека, например, многу насилници има во образовните институции. Истовремено ги охрабри девојките да зборуваат гласно за тоа што им се случило и да почнат солидарно да си веруваат и да си помагаат една на друга и го освести општеството во однос на тоа прашање. Жените не се сваќаат сериозно, се мисли дека имаат некакви скриени намери, вели Драгана Дрндаревска од Коалиција Маргини.
Белегот што го остава тоа и осудувањето на жртвите е клучната причина поради која што жртвите не пријавуваат, особено кога имаме ситуации како случајот во Србија, каде што станува збор за наставник, за така наречен угледен човек. Тоа се све некакви угледни луѓе кои што имаат семејство, па сега и публиката нив ќе ги жали, па семејството ќе му го уништите. Многу ретко јавноста е насочена кон тоа како се осеќа жртвата, кој е патот што она го поминала и стигнала до овде за да каже. Истражувањето на коалицијата Маргини, направено во Тетово, покажало дека сексуалното насилство е најнепријавувано од сите дела. За 3,5 години биле пријавени само 11 случаи. На ниво на држава за 11 месеци лани МВР регистрирало 34 кривични дела силување и 35 врз малолетници. Од Министерството за труд и социјала пак тврдат дека излегуваат на терен со стручни тимови во сите случаи кои се пријавени во МВР. Речиси на сите факултети има или имало професори кои сексуално вознемируваат студентки. Во минатото познати се неколку такви на филолошкиот, на факултетот по новинарство, а во март минатата година тројца професори на економскиот факултет беа осудени на по 2,5 години затвор за земање подкуп. Двајца од нив, Бобан Шуклев и Драги Јанев, барали сексуални услуги од студентки за преодна оценка. Сексуалното насилство, особено од позиција на моќ, е и такако присутно. И многу интересно, по завршувањето на сега кажувам, истражувањата покажаа дека најголем процент од случаите на сексуално вознемирување се случувале во училиште или на факултет. Значи во образовна институција. За жал, ниту факултетите, ниту училиштата не направија ништо да го решат овој проблем. Можам да зборувам за искуства на факултет, речиси еден куп мои колешки низ какви малтретирање проаѓале од страна на различни професори. Не беа многу, но секаде имаше по еден-двајца кои што ги тероризираа студентките, и тоа посебно студентки кои што тие ги гледаа како ранливи. А тоа беа најчесто студентки кои што немаа поддршка од своите родители во градот, значи доаѓаа од други градови кои што финансиски не беа стабилни, и немаа врски во општеството. И тогаш тие беа уште поранливи како предатори, како да ги чувствуваа. И ние не бевме ни свесни дека тоа некаде може да се пријави, дека тоа не е во ред, туку секогаш беше кјути си, ќе ти речат дека ти самата си го барала тоа, и многу често разговорите кои што кружаа беа дека самите тие студентки всушност на таков начин завршуваат факултет или, не знам, добиваат преодни оценки. И тоа е едно од најстрашните наративи што ги слушам во нашето општество, дека сами си го барала. И затоа тоа нисам тражила, нели? Не сме си го барале сами. Едноставно, толку било нормализирано користењето на младите девојки од страна на секаков авторитет, што тоа беше страшно. Навраќајќи се на тоа колку не сме реагирале и колку сме затварале очи пред такви постапки, тешко ми е и ден денес. Во ова општество не постои волја за справување со сексуалните насилници, за тие да бидат казнети, вели Дрндаревска. Во образованието мора да има ефикасни механизми за да се справиме со насилници во образованието, бидејќи дефинитивно ги има. Го следевте и случајот на директорот на основното училиште Лазо Ангеловски, и самата знаете како заврши, односно никако не заврши тој случај. Тоа значи дека сепак нема политичка волја одлучно да се ослободиме од насилници и ефикасно да ги казнуваме. Паралелно со овие случувања на сексуално малтретирање од позиција на моќ, повторно се актуализира случајот Јавна соба, каде што беа објавувани експлицитни фотографии од девојки и малолетнички под притисок на јавноста дури по 1 година. Сега групата е затворена, а неколку лица се уапсени. Сега јавната свест е на многу повисоко ниво, но институциите не само што не треба да молчат, треба да преземат сериозни мерки, особено образовните, каде што има сигнали за вакви случаи. Молчењето веќе не е избор, жените се охрабрија, приказните продолжуваат.
Пировска го гледаме регионот кој буквално се вжешти после случајот со професорот Алексич и реагираа таму во Србија и актерките, но и девојки кои имаат некакви славни патеки, потоа се префрлиете и во Хрватска. Не се работи значи само за актерки, се работи и за студентки, кога мажите од позиција на моќ всушност злоупотребуваат сексуално. Што се случува со Македонија? Зошто македонските и актерки и останати жени молчат? Мислам дека тоа што се случува во Србија и во целиот регион понатаму е еден вид на рефлексија на она што започна пред 2 години во Америка МиТу, беше присутно и во Македонија на социјалните мрежи, знаете, оној познат хаштаг "Сега кажувам". На некој начин тоа значеше охрабрување за сите жртви на сексуални злоупотреби, насилство, вознемирување од оние мажи кои што се во позиција на моќ. Не би рекла дека во Македонија нема, да речам, некаква реакција по однос на тоа што се случуваше, меѓутоа недостасува во таа афела. Не слушнавме актерската, не слушнавме сведоштва на жени, на актерки, не слушнавме едноставно, дури не видов ни поддршка на тоа што им се случува или им се случувало на нивни колешки во регионот. Меѓутоа јас тука не би излегувала со било каков став по однос на тоа прашање, бидејќи сметам дека тоа се процеси. Сметам дека тоа е нешто што треба да созре во секоја една жена која што доживеала таков вид на насилство или вознемирување од мажи кои што имаат моќ, бидејќи таа траума не е за занемарување. Таа траума секоја жена мора да ја помине и после тоа верувам дека доаѓа оној момент кога се решава да излезе и да го каже тоа што и се случувало. Ние тоа го видовме со "Сега кажувам". Значи, прво сите ние излеговме со сторија која што на нас лично ни се случила, за да ги охрабриме и другите жени да кажат што тие доживеале. Се повеќе ние добиваме, например, можеби не јавно, меѓутоа, еве, преку нашите, да речем, колешки кои што работат, тоа добиваме искази на жени, сведоштва на жени. Се повеќе се случува и во јавност да излезат и да кажат. Не се жени актерки, можеби не се ни јавни личности, меѓутоа се жени. Жени, да, но се започнува со јавни личности. Така е. Со моćни жени во интелектуална смисла, така, пред се. Да, статусна, да речеме. Да. Затоа и ние преку женската солидарна мрежа најчесто се фокусиравме на тие жени кои што се присутни, кои што се некои, да речам, релевантни чинители во ова општество, бидејќи тие жени се најчесто жртви на она што значи родово базиран говор на омраза. Тоа е оној рефлекс кај мажите да веднаш со сексуална конотација го обезвреднат она што го работи таа жена и поради која што е, нели, има одреден статус во ова општество, и со тоа секако дека се обесхрабруваат жените кои што можеби сакаат да влезат во политика или кои што можеби да сакаат да бидат професија, јавни личности. Да. И затоа ние преку женската солидарна мрежа вообичаено излегувавме, го објавувавме сторителот со сите негови, да речам, искази, односно говор на омраза, за да покажеме што е тоа што не треба да биде случај, што е тоа што представува говор на омраза. Бидејќи кај нас мислам дека во широката јавност не постои, да речам, сознание дека тоа нешто е казниво со закон, дека тоа е говор на омраза. Но институционално, кога значи говориме за сексуалните злоупотреби, да, тешко завршуваат тие со судски процеси и со разрешници. И тоа е точно, при што една од причините зошто жените не се решаваат да покренат постапка или да излезат во јавност е двојната виктимизација. Видовте што се случуваше после случајот во Србија. Какви се коментари имаше за девојките кои што јавно излегоа и кажаа што им се случувало, што беше брутално, што беше сурово, одвратно. Дури имаше и жени кои што
едноставно веле, па сега немојте да зборувате, па можеби не било така, додека не се осуди тој човек, не можеме да зборуваме за тоа што го кажуваат жените, а излега десетина жени со приближно исти искази. Добро, знаете зошто ве прашам? Ова се посткомунистички земји кои немаат традиција на независно судство. Многу беше полесно во Америка да има судски развршници со Вајнстин. Да. Сметате ли дека ова би можело да покрене лавина некаква кај институциите, да има некакво влијание? Кај нас, она што е разочарувачки е дека јавното обвинителство останува органот кој што е сосема бескорисен во оваа борба против говорот на омраза. За сексуално вознемирување воопшто не зборуваме, бидејќи како такво не постои во кривичниот законник, би требало да се воведе. Значи, ние имаме не знам колку кривични пријави поднесено до јавното обвинителство за говор на омраза, ниту една од нашите кривични пријави не е земена во работа, односно не е процесуирано делото и тука значи чувството на недоверба кон институциите е дополнителен тригер да се молчи. Да се молчи. И затоа јавна соба ме интересира да ја искоментираме. Тука нема исто така истрага, сериозна истрага од страна на полицијата. Може лесно да ги идентификуваат жртвите. Да. И сега што се случува во јавна соба? Вчера кога ги добивме информациите, го проверувам предметот, бидејќи ние тоа уште лани сме започнале постапка. Од Министерството за внатрешни работи сме добиле информација дека случајот е процесуиран во основното јавно обвинителство. И таму е замрзнат. Точка. Ние мислевме дека на некој начин тоа престанало. Еве гледаме сега дека тоа цело време продолжува со своето функционирање и требаше да се дигне ваква, да речам, врева во јавноста и да речам револт на сите нас. Бидејќи кај нас стигнуваат сториите на жени кои што пријавиле. И вие сте тие кои им помагате. И се соочиле со игноранскиот однос. И сега, еве, конечно, нели слушнавме дека денес биле приведени 3 лица. Треба да бидат приведени сите. Ако можеле денес да бидат приведени, јас се прашувам, се уште, за мене е легитимно прашањето, зашто тоа не се случило пред 1 година. Значи можело. Можело. Точно така. Меѓутоа, кај нас е секогаш така. Треба да се случат најстрашните работи за институциите да почнат да мрдаат, да преземаат нешто и тогаш да излегуваат со своји изјави, да речам политичкиот врв, дека се ќе се реши, се ќе биде окей. Жртвите пред се да излезат. И така, и жртвите. Да. Сакам да кажам, после сето тоа добиваме ние изјави во јавност дека се ќе се среди, дека ќе бидат уапсени, дека ќе престане да постои. Еве сега добив последна информација, односно видов дека од медиумите дека тие се префрлиле. Сега на друго место ја префрлиле својата група. Добро, јас благодарам Пировска за Молам. Се започна со моćниот американски продуцент Харви Вајнстин. Во 2017-та Њујорк Тајмс и Њу Јоркер ја отворија Пандорината кутија. Тајните на децениски силувања, сексуални злоупотреби, изживувања и уништувања на актерски кариери. Бројката изнесува повеќе од 80 жени, негови жртви. На крај тој заврши во затвор. И тоа беше почеток на бранот на светското движење, на кампањата Me Too, или и јас исто така. Беа охрабрени жени, но и мажи да ги споделуваат своите приказни на сексуални злоупотреби, додека паѓаа моćници од сите бранши. Не беа во прашање само продуценти или холивудски магови. Се делеа оставки на славни професори, телевизиски легендарни водители, новинари низ целиот свет. Сега е време за регионот. Случајот со српскиот професор по глума Мика Алексич и десетици, кој знае колку негови жртви, актерки, студентки, предизвика и земјотрес и во Хрватска, каде никој повеќе не сака да молчи. Новинарката Јована Глигориевич од неделникот Време ја опишува на електризираната атмосфера во Србија. Јована, какви се шансите институционално да се реши овој голем скандал со професорот Алексич? Верувате ли дека судството ќе биде независно и на страна на жртвите?
Kad pričamo o šansama da se ovaj slučaj institucionalno reši, to je neophodnost za ovo društvo, pogotovo zbog toga što je čitava stvar nekako radom tabloida preneta u suđenje i žrtvama i okrivljenom na medijski teren i tu sada zaista treba da povučemo kočnicu, da se svi zajedno smirimo. Navešću jedan primer, dakle mi smo na jednom sajtu tabloida ovde imali anketu gde su se čitaoci izjašnjavali da li misle da je Mika Aleksić kriv ili nije, što onda postavlja pitanje šta će nama sudovi, ajde onda lepo rezultate te ankete da pošaljemo u sud i da sud to završi. Međutim, bez zaista ikakve ironije sada, mislim da je jako važno da se ovaj slučaj institucionalno reši, to naravno zavisi od toga kako će se poneti institucije. Za sada su se ponele u ovom konkretnom slučaju onako kako treba i onako kako se svi mi zalažemo da se one ponašaju. Ono što nama sada treba jeste da u ovakvim i sličnim slučajevima način na koje su se institucije sada ponele postane praksa, postane standard kada je seksualno nasilje i kada su prijave za silovanje u pitanju. Ako nastavimo medijski da vodimo hajke i protiv žrtava i protiv okrivljenog, to se neće desiti. Ja sam u broju vremena koje je danas izašao pisala o tome i razgovarala sa pravnicama koje često zastupaju žrtve silovanja i naravno drugim pravnicima koji kažu da se u ovoj zemlji i sudije plaše tabloida i da se boje i da to može da utiče na način na koji oni donesu presudu, zato što će biti izloženi hajci i zato što će im biti uništeni životi njih i njihovih porodica, što se već dešavalo ovde. Zato je bitno da se sad svi smirimo, s jedne strane, dakle da ne sudimo u javnosti ni okrivljenom ni žrtvama, da žrtvama verujemo, jako je važno da svakoj ženi koja se usudi da prijavi, da javno progovori, verujemo, jer su malobrojne u odnosu na one koje još uvek ćute ili će ćutati zauvek, na njima je da odluče da li će prijaviti ili ne. Ali treba i da poštujemo ono što se u kodeksu novinara Srbije zove pretpostavka nevinosti. Pretpostavka nevinosti ne znači da mi idemo okolo i pričamo Miroslav Aleksić je nevin, nego da vodimo računa o jeziku koji koristimo. A to je onaj pravni jezik. U ovom slučaju one su oštećene ili žrtve, a on je okrivljeni ili osumnjičeni. Znači, nije monstrum, nije manijak, nije silovatelj, to je nešto što u medijskom jeziku trenutno ne sme da se nađe zato što može da naškodi sudskom procesu. Јована, вие сте еден од основачите, основач на движењето против насилство на новинарките, жените новинарки. Сега прашањето е... Zapravo to je grupa novinarke protiv nasilja prema ženama. Mi se i bavimo nasiljem prema novinarkama, ali to se otvorilo naknadno. Grupu smo osnovale sa ciljem da popravimo način na koji se piše o nasilju prema ženama u medijima u Srbiji. Da li станува за политички обоени случаи кога станува збор за насилство против новинарките? Kada je reč o nasilju prema novinarkama, kada je reč o nasilju prema novinarkama, uvek je politički obojeno jer je jasno, dakle, kakav tretman dobijaju novinarke i novinari nezavisnih medija, a kakav tretman dobijaju oni koji dolaze iz prorežimskih medija, za koje je veliko pitanje da li su novinari ili propagandisti, ali to ne znači, pošto smo imali to, da neko sme ženi koja radi za prorežimski medij da udari šamar na ulici, to apsolutno ne dolazi u obzir. I to ima političku konotaciju, ali to ima političku konotaciju na mnogo nivoa. S jedne strane, mi podnosimo te prijave za napade, pretnje i tako dalje, ali ne možemo da isključimo u svu dobru volju tužilaštva ili policije politički pritisak na njih sa jedne strane. S druge strane, ja sam lično doživela neku vrstu zloupotrebe svog slučaja, ja sam prijavila pretnje smrću, taj čovek je pronađen i uhapšen. Ja sam to saznala tako što je Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare koja je bila povodom pandemije to
saopštio javnosti. Dakle, nema šta predsjednik države da se meša u pravosuđe i, dakle, to sam doživela kao neku vrstu pokušaja da me kompromituju i predstave kao Vučićevu novinarku, što ni u jednom kosmosu nikad ne bi bila. Tako da to jeste politički obojeno. Dobro, Jovana, jaz ti благодарам за овој разговор.